Имам спремно и ќе ви објаснам како е, само што пред да започнам со све, значи ќе ви кажам, пошто побаравте да ви кажам еден пример. И само да ги поздравам, почитувана министерка за труд и социјална политика, господја Јованка Тренчевска, почитувана државна секретарка во Министерството за внатрешни работи, господја Магдалена Несторовска, почитувани дами и господа, присутни на оваа конференција, на почетокот добар ден на сите. На самиот почеток сакам да ви се заблагодарам што не поканивте да бидеме учесници на оваа конференција. И темата е навистина интересна. Униформа, оклоп, кој значи ранливост, наша секојдневна борба на двата фронта. Побаравте да ви кажам пример. Има многу примери и така ми дадовте насоки као кажете некој пример дека не е се така глатко во оваа професија кога работите. За време на обезбедување на протест при нарушен ЈРМ во поголем обем, бевме излезени припадниците од единицата за брзо распоредување и останати колеги од плава униформа и обезбедувавме протест. Дојде до нарушување на ЈРМ, масата значи почна да фрла со предмети, меѓу поголемиот број на повредени полициски службеници бев и јас. Значи, каменот не бира дали си машко или женско. Пред да започнам со моето обраќање, сакам да кажам дека со особена гордост и со голема чест сакам да кажам дека сум 20 години припадник, односно припадничка на Министерството за внатрешни работи, од кои последните 12 години сум припадничка на единицата за брзо распоредување при одделот за специјални полициски операции. Една од причините да станам полициски службеник, а потоа и припадничка на единицата за брзо распоредување, ми беше предизвикот и можноста да докажам дека оваа професија не е само машка професија. И дека и ние жените можеме успешно да ги извршуваме своите работни задачи рамо до рамо со своите колеги. Кога при изборот на професијата ја работиш работата што ја сакаш, не постои нешто што е неостварливо и нешто што е невозможно. Сведоци сме на последните години наназад дека значително е зголемен бројот на припаднички во Министерството за внатрешни работи. Исто така можам да кажам и да потврдам дека имаме и голем број на припаднички во единицата за брзо распоредување, исто така и во одделот за специјални полициски операции. Може би не доволен, но сепак со гордост можам да кажам дека е доволен за да може да се извршуваат сите работни задачи и да бидеме со колегите заедно при извршувањето на поставените задачи. Исто така, од година на година се зголемува и бројот на заинтересирани кандидатки, како во нашата единица, така и во Министерството за внатрешни работи. Доказ за тоа се и последните селективни обуки, во кои кандидатките, односно сега припадничките, доста успешно и со високи резултати ја завршуваат обуката, во која се бара психофизичка подготвеност, знаење и стекнати вештини при извршување на зададените задачи. Чест и привилегија е да се биде жена во униформа, но истовремено и голема одговорност. Нашето секојдневие е динамично и непредвидливо, но при извршување на задачите не постои поделба на машки и женски работи. Секогаш и секаде сме ангажирани со нашите колеги. Застапеноста на жените во полицијата, како и конкретно застапеноста на жените во одделот за специјални полициски операции е доказ дека не постои машка и женска професија. Љубовта кон униформата, успешно завршените обуки и вежби, успешно реализираните зададени работни задачи, дисциплината и позитивниот адреналин се мотивот кој ни потврдува дека ние сме ја избрале вистинската професија за нас. Иако се уште постојат предрасуди кај дел од граѓаните дека оваа професија е предодредена за мажите, за нас таа е реалност и наше секојдневие. Реализираните цели на жените во полицијата
не се само нивни личен успех. Тие представуваат успех и гордост на семејството, на пријателите, на општеството. При што Министерството за внатрешни работи го издигнуваат на едно повисоко ниво во родовата рамноправност. Ние како жени во униформа секојдневно работиме на тоа да бидеме добар пример за помладите генерации и мотив за младите да ја одберат полициската професија за своја иднина. Мојата порака е дека професиите не треба да ги делиме на машки и женски професии. Главен императив и вреднување за секој поединец треба да биде базиран исклучиво на професионализмот и степенот на компетентност на личноста. На крајот од моето излагање, по повод Меѓународниот ден на жената 8 март, на сите дами им ја упатувам следната порака. Во секој нов ден, исполнет со многу предизвици, да останеме решителни и да го обезбедиме нашето заслужено место во општеството. Да ја славиме истрајноста и храброста на привилегијата да се биде жена. Благодарам.